Добар ден и од мене, започува емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Овој пат ќе се фокусираме на тантрумите кај децата. Неконтролираните изливи на бес, односно тантрумите, не се пријатни ниту за детето, ниту за родителите, ниту пак за луѓето кои што сведочат на ваквите епизоди. Како родителите да постапат кога нивното дете има тантрум е темата на која што ќе зборуваме со денешната гостинка, професор доктор Марија Ралева, психијатар за деца и адолесценти од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Добре ни дојдовте. Добро најдов. Ке проговориме за она што е очигледно доста чест проблем кај децата и ќе започнеме од оние манифестации, односно изливи на бес на 2-годишна возраст, кога 20% од децата си ја удираат главата од зид или од под, на тој начин изразувајќи лутина или незадоволство или пак сакајќи да го привлечат вниманието на себе. Дали е тоа нормално однесување на оваа возраст? Ваквите изливи на лутина и бес кај децата се многу честа појава. И оттаму и очекувана и нормална во развојот на децата. Се јавуваат, како што рековте, веќе околу втората година и до четвртата се најманифестни. И се претпоставува дека секое дете, барем еднаш или два пати во месецот, или пак веројатноста дека ќе има ваков настап на лутина и бес е особено висока. Меѓутоа, она што загрижува е доколку ваквите настапи се повторуваат и се случуваат по неколку пати на ден или секојдневно и во различни околности, во различни ситуации. Во ситуации кога е детето дома со родителите, кога е надвор на улица или во продавница или во некој друг простор, каде што е изложено на публично вакво манифестирање, што особено ги фрустрира родителите и сигурно дека за нив представува сега голем проблем како да се справат со тоа. Голем предизвик. Родителите често се чувствуваат безпомошни, чувствуваат и срам, и лутина истовремено, но и страф детето да не се повреди. Дека се повреди, точно. Ова се начини на кои децата реагираат пред се не можејќи да ги регулираат основните емоции, како што се лутината, бесот и жалоста, односно тагата. Бидејќи често пати и вознемиреноста, која го следи сето тоа. Често пати ваквиот настап на лутина и бес почнува со силни изливи на бес, на лутина, но подоцна може да продолжи и во плачење, во липање, во еден вид тага и жалост заради ваквото реагирање. Така што се уште овие основни сирови емоции со кои детето не умее да владее на соодветен начин, не умее да ги регулира во себе, не умее да ги ублажи, да ги избалансира, доведува до вакво празнење и вакви манифестации. Дали е намерно ово однесување? Некој смета дека децата со цел вака се однесуваат, намерно. Од друга страна пак некои психолози велат дека сето ова наликува на еден нервен слом што би го доживеал возрасен човек. Сега намерно или не? Ваквото однесување си има своја цел. Целта е да се доближи возрастниот, да ги задоволи потребите и да продолжи тој контакт и натаму. Но, дали е нешто намерно е прашање. Намерата секако дека не е првата идеја која е кај детето присутна, меѓутоа детето учи низ ваквите повторувачки однесувања. Зависно од однесувањето на околината, зависно од тоа како реагираат возрастните, така и понатаму го моделираат однесувањето на детето. Или да продолжи на тој начин да реагира и да го зачестува сето тоа, затоа што на тој начин очигледно прибавува некаква корист, добивка и задоволство. Или пак да го обесхрабрат понатаму во понатамошните обиди да бара други начини, други стратегии како да ја задоволи
состојбата на фрустрација, незадоволство и лутина. Како се може да се манифестира тантрумот? Како се може да изгледа? Дали некогаш може да биде проследен само со епизоди на плачење, а во други случаи детето да се фрла на земја, да удира со главата, со нозете по подот, да има некои такви самоповредувачки на различни однесувања? начини се манифестира. Веројатно поблагите начини не ги ни именуваме како вакви празнења и тие најчесто може да бидат со повторувачко плачење во секогава ситуација, за едноставни нешта, за банални нешта, за скоро за се. Но и тоа е еден вид неадекватно реагирање на одредени ситуации кои што секојдневно се повторуваат. Фрустрацијата е дел од секојдневието на секој човек и вклучително и на секој дете. И децата учат, надвладувајќи ги фрустративните состојби, да го толерираат бесот, да ја толерираат лутината до одреден степен и да продолжат понатаму со своите намерни активности, со своите желби, цели и така натаму. Меѓутоа, некои облици на вакви темпер тантруми одат до тој степен да се со силно изразена манифестација во смисла на фрлање на земја, тропање со нозете, дури и трескање со главата од подот, од зидот, од разни предмети, расфрлување, па до кршење и до некои така по-драстични манифестации кои што сигурно се сериозни и по безбедноста на детето, а и по неговиот ментален интегритет и развој понатамуше. Некои родители никогаш не искусиле епизоди на тантруми со нивното дете, други пак постојано се соочуваат со вакви моменти. Сега интересна е средината, односно луѓето кои што се сведоци на сето ова. Многу често сметаат дека родителите потфрлиле во воспитувањето, дека не успева да ги препознаат желбите и емоциите на своето дете. Дали е тоа точно? Значи, наидуваат овие родители на осуда доколку се случи нешто вакво надвор. Да, тоа е сериозно прашање, нели? И едното и другото. Некогаш се факторите до самото дете, неговите конституционални карактеристики и неговите темпераментни карактеристики, кај деца кои што се поживи, поимпулсивни, со еден по-тежок темперамент, односно кои потешко се смируваат, деца кои се хиперактивни, секако дека може да имаат и по-драстични манифестации на вакви напади на лутина и бес. Додека деца кои што се базично посмирени, кај кои емоциите се поизбалансирани, не манифестираат вакви нагли пресврти во доживувањето и однесувањето, кај нив многу ретко или воопшто не мора да се случат вакви состојби. И секако дека зависи и од приврзаноста родител-дете, односно мајка-дете или негуватели-дете, во смисла на она сигурно приврзување, најдобар начин да се заштити детето од ваквите осцилации и емоционална ирегулираност, односно нерегулираност. И доброто приврзување, односно сигурното приврзување со родителите е на некој начин амортизер или бафер на ваквите емоционални осцилации, изливи. Но некогаш и средината може да ги поттикнува, значи и третиот фактор, а тоа се изобилието на информации со кои е обкружено детето, изобилието на стимулуси со кои е бомбардирано, во смисла на визуелни, аудитивни стимулуси од секаков тип. Најразновидни игри, играчки, предмети, движечки слики, подвижни слики, кои што постојано го поттикнуваат, го раздразнуваат нервниот систем на детето и тоа не може добро да ги процесира сите тие информации
и потем сето тоа може да ескалира во една силна вознемиреност, напнатост и вакви изливи. Значи, навистина многу фактори влијаат врз ваквото однесување. Особено деца кои што се препуштени на многу гледање телевизија, видео игри. А повеќето се постојано пред таблет или имаат мобилен телефон во рака, YouTube им е постојано вклучен. Апсолутно се под поголем ризик за вакви несакани реакции. И деца меѓу 2 и 4 години повремено можат да гледаат содржини кои што се наменети за нив, кои што се соодветни за возраста, но постојано да бидат изложени на вакви посредувачки ситуации е поразително по нивниот развој. Тука би можеле да ги вклучиме гледачите. Овој дел од емисијата ќе биде контактен, ќе ги отвориме телефонските линии. Веќе мислам дека добро го знаете телефонскиот број на телевизија Телма 3076 Верувам дека ќе има доста родители, па и баби, дедовци кои што се соочуваат со едни вакви ситуации и сигурно е дека ќе има прашања на оваа тема. Дали родителите можат да предвидат дека нивното дете ќе има тантрум? Дали може тоа да се предвиди? Па, низ искуството тоа го може да го предвидат, особено ситуации кои што се повторуваат и наликуваат на претходните. Промените во обкружувањето на детето, изложеноста, заморот на детето, изложеноста на повеќе стимулуси, како што преди малку реков, може да бидат тригер фактори кои што придонесуваат за почести или поизвестни манифестации на ваквото однесување. Затоа децата треба, значи кога се предвидува некоја голема промена во прашање, да се оди некаде, да се подготви детето, сепак да бидат одморни, да бидат најадени, да бидат во оние базични потреби задоволени, да им се објасни што се прави, каде се оди, што се очекува од нив, затоа што и децата не треба да се потценуваат способностите на децата да разберат за што станува збор и да го прилагодат своето однесување кон оно што се бара од нив. Пред да го поставам клучното прашање како да се однесуваат родителите, како да го смират детето во една ваква ситуација, да ги вклучиме гледачите кои што се на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Имам син, има 1 година и веќе почна да се знае да стани, да се удира со главата на зид, со дел од играчки се удира по главата и осеќаме дека е од нервоза. Некогаш гледаме дека е многу понервозен кога ќе вади запчиња, но тоа знае и без некоја причина. Гледаме да го земеме, да го заиграме со нешто друго, да го вниманието да му го одвлечиме на друга страна, но тој плаче по тие играчки и барат пак да се удира со главата. Дали во нас, дали во зид, глава со глава сакат да се удират. Така. Сега мене фонтанелата се уште не му е затворена и мене ме плаши дали има некоја друга работа што тие се некои симптоми што ние се уште не ги гледаме за нешто посериозно. Ви благодарам што се јавивте. Ова е исто така еден од стравовите на родителите, па читаат да не случајно се работи за нешто посложено. Да, сигурно дека е тоа дел од сечија загриженост, нели кога ќе зачестат ваквите однесувања. Вие, како што рековте, добро постапувате, се обидувате да го пренасочите детето на други активности, да му го задржите интересот на нешто што е побезболно и помалку опасно, но и секако сте забележале дека ваквите однесувања се почести кога е присутна болка, кога е присутна некоја друга дразба што го мачи одвнатре, кога растат запчиња, кога го чешаат, кога го иритира сето тоа и тогаш може да се манифестира на тој начин. Деца кои што се од мали нервозни и раздразливи, исто така бараат почесто смирување од надвор, почесто нели разговарање на еден миловен тон со нив, раскажување приказни, играње, потенцирање низ говор што се прави, кога се игра, да се говори за тоа за што се игра, да се имитираат гласови на луѓе. На тој начин децата навистина учат и ги овладуваат
реалните ситуации и подобро може да се справат со состојбите на поголема напнатост, иритабилност и избувливост, ако е во прашање таква конституција. Но секако дека треба и да се советувате со вашиот педијатар ако ваквото однесување зачестува, да се види дали е можеби нешто друго во прашање, дали некој друг проблем или пак некоја друга состојба во однос на самиот детски развој, која што бара проценка и бара друг третман и пристап. Имаме уште еден гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам за моите, јас имам две внучиња. Така? Едното е 10 години, а другото е 13. И некако многу се агресивни, нервозни, не знаат да си играат. Кога ќе се изервират, удираат по вратата, клоца, се расправаат. Така. И сакам, што ќе ми каже докторката на тоа нивно понашање. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Па, ваквото однесување кај децата секако дека е загрижувачко, особено на таа возраст, и треба навистина да се побара стручна помош, ако е да се види што е во прашање, дали е импулсивноста на детето зголемена, дали се некои други фактори во средината кои придонесуваат за такво нешто, дали е детето изложено на некои семејни состојби кои што го вознемируваат, го прават раздразливо. Секако дека на 10 и 13 годишна возраст треба да се разговара со децата, односно децата да може да ги соопштат своите потешкоти, проблеми, незадоволства, да изразат негодување, меѓутоа пред се да се канализира тоа на еден вербален начин, да се користи говорот, јазикот. А ваквите однесувања се крајно деструктивни и за нив самите и за околината. Затоа би ви советувала да се побара консултација. Мислам дека имаме уште еден гледач на линија, да го слушнеме и неговото прашање. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Мислам дека имаме проблем, ќе биде вклучен подоцна во програма. Јас би сакала да ве прашам како да постапат родителите кога нивното дете има неконтролиран излив на бест, кога има тантрум, се фрла на земја, се само повредува и слично. Дали треба родителите да го игнорираат ова однесување, бидејќи тоа најчесто може да се прочита на форумите, па и на текстовите од психолозите и психијатрите како совет родителот да го игнорира однесувањето на детето. Дали е тоа точно? Да, делумно да, меѓутоа многу е лесно да се каже игнорирајте го, а од друга страна тешко е да се изведе. Значи, прво родителите треба да се справат со својата фрустрација, односно со својот наплив на вознемиреност кога ваквата ситуација се случува. Да се обидат себе си да се смират, да се обидат со себе да владеат, за да можат таа смиреност и со таков однос да се преусмерат, пренасочат на детето. Бидејќи се случува токму спротивното. Тие стануваат многу нервозни, го караат детето, викаат, се обидуваат да допрат до него. И знаете како, тоа станува еден циркулус вициозус, еден магепсан круг во кој детето е вознемирено, се вознемирува родителот, тој го вознемирува уште повеќе или таа го вознемирува уште повеќе детето, тоа влијае и така еден со друг се поттикнува додека не ескалира тоа до многу високи нивоа на лутина и вознемиреност. Што значи прво и основно е родителите малку со себе да поработат на своето смирување и така да им пристапуваат на децата. Доколку се децата во опасност да се повредат, да ја отклонат таа опасност, доколку знаат дека ваквото
однесување ќе ескалира и ќе се одвива долго време, да се обидат со мирен тон, да го земат детето, да го погалат, да го смират. Ако ни тоа не се покажува како не е ефикасно, тогаш да го остават некое време само да се смири, односно да се испразни и да помине ваквата состојба. Или, како што рече и мајката преди малку, како се обидуваат, и тоа во почетните тие ситуации да го пренасочат вниманието на децата, каде што ќе предвидат дека тоа може да оди понатаму до потешки состојби, да го пренасочат на поинтересни содржини, да му почнат да си играат нешто заедно, да му покажат, да го одведат до некое место каде што сака да престојува, да седи. Тоа се главно начините. Меѓутоа, повелете сакав само пред да го вклучиме гледачот, сакав да ве прашам дали децата за време на тантрумот, за време на тој излив на бест, дали воопшто слушаат што им зборува родителот? Не. Значи, убедувањето и зборувањето, освен тонот, начинот на кој се зборува, смиреноста во гласот, допирот по телото, контактот, самиот, тоа го чувствуваат. Инаку, содржината на она што им се соопштува, секако дека не допира до нив, и треба да се поштеди и родителот да му објаснува во тој период што треба да прави друго. Отпосле, кога ќе се случи тоа и кога детето е веќе по-растоварено, смирено, тогаш треба да му се каже што всушност сакал родителот претходно да му каже. И тоа на едноставен начин да му се каже дека ова не е начин да се разбира, дека тој не може да ги разбере неговите барања, така изразени, и понатаму да разговараат со еден посмирен тон. Јазик кој што детето го разбира и родителот исто така може да одговори на тоа. Пред самиот крај на емисијата да го вклучиме и последниот гледач за денеска. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете, во програма сте. Се јавувам од Охрид, нешто со врска со детево, имам едно внуче. Така? Нешто имат проблеми со, во устето, со болка, нешто во устето, така се јави, се појави како енергија, па воопштето ништо не му врви, па и на лекар беше, па ништо доктор нема подобрување, па имаше нешто појава на неко енергија, така да речеме, и ништо подобрување нема, та детево е многу тешко. Кај да се обратиме, подолго и уступе, молиме, како да сториме. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Ова веројатно ќе треба да се обратите кај вашиот педијатар и оттаму да добиете насоки каде да се обратите, бидејќи вака мислам дека е навистина тешко. Да, вака е да се дадат насоки. Да се упатува дете, зашто секако дека педијатрите се надлежни да советуваат што треба да се направи, особено во вакви. И сосема на крај, дали може да има последици ова однесување кај децата? Да. Секако, оваквото однесување, доколку зачести, доколку се востанови како еден начин на однесување со околината, начин на барање, начин на задоволување на своите барања, желби и потреби, тогаш може со тек на време да премине и во разни други облици на однесување, кои што се уште во агресивност, во автоагресивност, во измачување на другите, нешто што всушност е социјално непожелно и неприфатливо во еден поширок контекст. Професор Кералева, навистина ви благодарам што бевте дел од 0N+. На убав начин на родителите им појаснивте што значат тантруми и како може да се смират доколку дојде до вакви епизоди. Дека ова беше од полза за некои веројатно. Меѓутоа, она што би им советувала на родителите е тие да ги воспитуваат децата. Так. Да не дозволат бабите и дедовците да бидат тие кои што А за жал живееме во едно такво време кога родителите се преокупирани, па некако таа задача многу често
ја извршуваат бабите и дедовците. Да. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, а ние тука го завршуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно!